вечерва лидерска средба е најавена, велите дека покрај разговорите за законот за јавното обвинителство, таму одите и со да го отворите прашањето за предвремени избори. Токму така. Премиерот Заев пред малку даде изјава и рече дека предвремени избори се прифатливи во октомври 2020, што баш и не се некои предвремени избори. Кој датум е прифатлив за ВМРО-ДКМН, што би било за вас предвремени избори? Видете, одлагањето на датумот за избори, односно датумот кој што го предлага премиерот Зоран Заев во октомври наредна година, е само доволен показател дека СДСМ и оваа влада тонат и дека Зоран Заев бега од избори. За нас е прифатлив датум уште утре да се распишат изборите, а тоа, еве, можеби денеска ќе има време Зоран Заев да размисли и да му укаже на парламентарното мнозинство уште утре да распише избори. Прифатлив е за нас секој датум, почнувајќи од утре. Што Не, но си на тема и на друга. Да, значи, што чекате вие вече од ова лидерство? Што очекувате да се постигне? И ево како подпрашање на ова, добро е тоа што викате дека од утре сме спремни за избори, но кој е вашиот максимум датум кој што би чекале за максималниот датум? Вака нормално ќе почнам со подпрашање најпоследно, бидејќи во контекст на претходното. Предвремени парламентарни избори не значат наредната година во октомври, бидејќи тогаш практично е редовниот рок. Предвремени парламентарни избори значат многу порано. Што се однесува до нас, како што реков, ние сме подготвени уште утре да се распишат, но во интерес на средбата, бидејќи вечер ќе се разговара тоа прашање, да ги видиме и можеби ставовите кои што ги менува секојдневно Зоран Заев, можеби ќе се предомисли за нив, ќе предложи некој нов датум за предвремени парламентарни избори многу порано, бидејќи веќе граѓаните и државата не може да го издржат ова силување од страна на СДСМ. Така да почекаме до вечер да видиме кои датуми ќе станат, односно ќе бидат споменати како можни од страна на Заев. Во однос на целата лидерска средба очекуваме да се почитуваат, односно да се прифатат сите наши забелешки, предлози за законот за јавно обвинителство, кои што до сега неколку пати сме ги обзнаниле јавно. Очекуваме да бидат прифатени, очекуваме конечно во Република Македонија биде донесен закон преку кој што ќе завладее правото и правдата и ќе биде во интерес на сите граѓани за конечно да прекине целата патија што во моментов ни се случува. Гледаме дека судството не функционира, гледаме дека обвинителството не си ја врши работата како што треба. На нас единствено ни треба закон во интерес на сите граѓани, а не закон кој што треба подоцна да ги амнестира криминалиите на СДСМ. Дали може би очекувате повлекување на она одлука на државниот обвинител да ги процесира и оние предмети кои што се после рокот на функционирање на СЈО, 30 јуни 2017, има 20 на предмети во истрага, тие рекоа дека ќе ги превземат со писмото на Катица Јанева, се префрлија во тоа е едно од вашите клучни барања во преговорите. Практично некако беше избришано. Министерката Десковска рече дека сте биле шокирани на последната средба, па ќе остави да помине шокот, некоја таква изјава имаше. Каква е вашата позиција? Преговарате, ама главниот услов што би имавте веќе некако го избриша. Видете, со цела оваа, да речам, ситуација која што е несфатлива и за граѓаните, и за експертите, и за сите што ја направија преку случајот в реката, подоцна и со хаосов кој што се случува со специјалното јавно обвинителство, ние единствено очекуваме вечерва да се разговара за се она што беше предложено од наша страна и да се дојде до заедничко решение за да може да се донесе закон кој што подоцна ќе биде функционален во интерес на граѓаните. Затоа да не прејудицираме, да почекаме да видиме како ќе помине средбата помеѓу лидерите вечер и веднаш потоа ќе има изјава на која што ќе може да се даде одговор на детали кои што ќе се разговараат во текот на средбата. Надвор од оваа тема денес разрешен Јово Вангеловски од позицијата прв човек на Врховниот суд. Коментар ваш? Видете, еве накратко, што повеќе треба да се случи за конечно да биде отворена истрага против Зоран Заев за незаконско влијание. На 13 август, тоа беше пред непол месец, јавно видовме сведоштво од политичар каде што му било вршено влијание од страна на Зоран Заев за да се смени
нормално истиот оној човек од функцијата кој што го сменија денеска. Така да не знам што може повеќе да направи Зоран Заев за да конечно обвинителството отвори истрага. Сведоци сме дека Зоран Заев буквално ги управува обвинителство, судство и се останато. Сведоци сме дека пред година дена имаше афера каде што беа прислушувани суди и јавни обвинители, односно целото јавно обвинителство. Гледаме дека нема разрешница за истиот случај. Така да Зоран Заев во моментов управа буквално со све и врши влијание буквално секаде. На некој начин тој рече дека го расцвета како пупка судството и обвинителството. Гледаме дека Зоран Заев управува со и влијае врз одлуки дури и за вакви крупни работи. Така да очекуваме итно отворање на истрага која што треба подоцна да докаже какво влијание имал Зоран Заев во разрешувањето на господинот Јово Вангеловски. Повелете. Предната тема кратко. Значи, за да имаме вистински избори како што треба и без стално што да видам, треба да имаме попис и реформи во изборниот закон. Дали бе прифатливо за ВМРО овие две прашања се затворат пред да имаме предпоставуваме и Видете, има веќе преговарачки тимови кои што работат и на тие прашања. Во однос на пописот нашиот став е јасен, дека треба да се почитува нормите кои што ги презентира и промовира според кои што се води целата Европска унија за попис, тоа се нормите на Евростат и дека попис се прави на почетокот на секоја декада од оние причини кои што ги има Евростат наведено. Така да, може да се разговара на сите прашања, затоа е лидерската средба. Првични се предвремени парламентарни избори за да се излезе од целата оваа агонија, потоа да се разговара исто така и за законот за јавно обвинителство, кое што, како што знаете, потребна е правда, веднаш потоа се разговара и се останато, за да може да има избори како што треба, односно да има предвремени парламентарни избори што побрзо, за да може да падне оваа власт конечно. Благодарам.